Панелистите од Северна Македонија, Србија и Босна и Херцеговина се осврнаа на актуелните политички лидери во регионот кои што покажуваат недоволни иницијативи за понатамошни демократски промени, кои што може да водат до нивна смена од власта и наместо тоа и натаму играат на картата на ефтин национализам, кој премолчено толерира корупцијски скандали. Упатија предупредување дека странските инвестиции кои се витални за подобрување на економскиот перформанс се обесхрабруваат поради бизнис климата која е обременета од недостиг на владење на правото. Истражувачот Миша Попович од Институтот за демократија за Гласот на Америка смета дека од корупцијата не е имуно ниту македонското општество. Миша, несомнено е дека корупцијата се наоѓа во сите пори во општеството и во Северна Македонија. Има ли излез? Има излез. Корупцијата бара одлука од страна на највисокото политичко раководство и консензус помеѓу сите политички партии дека ќе се борат против корупција. Тоа е на една страна. На друга страна е константна работа на институциите да се подобруваат самите себе си, да го зголемуваат отпорот против корупција. Корупцијата влијае и врз трендот на одлив на мозоци и високообразовен кадар, вели Попович. Големите корупцијски скандали, вклучително и овие што се случуваат во последниот период, влијаат прво на разочарување, понатаму влијаат на недоверба на граѓаните во институциите. И тоа е еден од факторите на иселувањето. Сега ние приметуваме дека високо квалификувани луѓе се иселуваат од државата, кои што не неопходно се иселуваат заради пари или заради повисока плата. Некои од нив живеат со многу висока плата во Република Северна Македонија, меѓутоа се иселуваат заради квалитетот на животот. Квалитет на животот подразбира здравство, подразбира здрава животна средина, квалитетен воздух, подразбира предвидливост на работата на институциите. Сите беа едногласни. Балканот, без исклучок, е поле и за влез на странски инвестиции со сомнителен карактер, вклучувајќи и руски, кои предпочитаат наметнување на политичко влијание отколку профит. Учесниците на Американската Хелсиншка комисија истакнаа дека секоја странска инвестиција со сомнително потекло на Балканот мора да биде внимателно анализирана, затоа што таа ги подрива институциите во секоја од земјите во регионот. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон.